Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за инфарктот на миокардот. Стручните лица предупредуваат дека тој е најопасен во првите 15 минути по појавата на градната болка. Доколку постои сомнеж за инфаркт, многу е важно што побрзо да се реагира. Што не смее да се направи во тие моменти кога да се земе нитроглицерин. Се за инфарктот на миокардот денеска од разговорот со доктор Илија Нешковски, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Интервјуто ќе го погледнете веднаш по рекламниот блок. Останете на телма. Доктор Илија Нешковски, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во студиото на Телма. Со него ќе разговараме за срцевиот удар, поточно за инфарктот на миокардот. Докторе, добар ден. Добар ден и добро венер. Добре дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам на поканата. Што е тоа точно инфаркт на миокардот? Добро, под поимот инфаркт на миокардот се подразбира акутна повреда на срцевиот мускул која што настанува како последица на оклузија на еден од коронарните крвни садови или крвните садови што го снабдуваат со крв и кислород срцевиот мускул. И сега на почеток треба да расчистиме дека не секој инфаркт е ист. Односно, акутниот инфаркт на миокардот во модерната медицинска литература е ставен во еден поголем кардиоваскуларен континуум, наречен акутен коронарен синдром. И тука се вклучени три типа на инфаркти. Значи, тоа е нестабилна ангина пекторис, инфаркт на миокардот без СТ сегмент на елевација и инфаркт на миокардот со СТ сегмент на елевација. Поимот акутен коронарен синдром не се користи често во секојдневната комуникација со пациентите и затоа не е баш многу познат на пошироката јавност. Меѓутоа е многу важен за секојдневната медицинска пракса, бидејќи прави јасна дистинција помеѓу овие три ентитети. А со тоа и ни дава до знање колку брзо треба да се реагира во одреден случај. Имено кај првите два ентитета, кај нестабилната ангина пекторис и кај инфаркт на миокардот без СТ сегмент на елевација, станува збор за нецелосна оклузија, нецелосно запушување на крвните садови и тука интервенцијата може да биде одложена. Додека кај стеми инфарктот, класичниот инфаркт, станува збор за целосна оклузија на крвниот сад и тука интервенцијата треба да биде промптна. До пред 40 години оваа форма на инфаркт што ја споменавте била најсмртоносната, но денеска благодарение на новата технологија и постапки за интервенција, резултатите се подобри, но и понатаму голема е смртноста од овој инфаркт на миокардот. Колкава е? Секако новите статистики покажуваат дека смртноста, прво мора да знаете дека смртноста од кардиоваскуларните заболувања и покрај сите напредувања во медицината сепак е најголема во светот, значи се најголем причинител на смртност кардиоваскуларните заболувања. Што се однесува до инфарктот на миокардот, новите статистики покажуваат дека како директна причина за смрт инфарктот на миокардот се јавува во 10 до 12%. Меѓутоа во овој процент не се вклучени и компликациите од инфарктот и се смета дека ако се вклучат и компликациите, процентот би бил можда и дупло. Вела дека половина од оние што починуваат од инфаркт на миокардот не успеваат ни да стигнат до болницата, што значи дека треба многу брзо да се интервенира, понекогаш и не може да се интервенира, но ќе го појасните сето тоа во емисијата. Дали е точно дека мажите почесто страдат од оваа форма на инфаркт во споредба со жените? Да, се смета дека мажите до 50 годишна возраст имаат зголемен ризик за појава на инфаркт на миокардот во однос на жените. И тоа е така затоа што се смета дека до менопаузата, заради циркулирачките естрогени, жените се на некој начин заради женските хормони се заштитени, присуството на женските хормони се заштитени од појава на инфаркт на миокардот. Циркулирачките естрогени ја намалуваат синтезата на холестеролот и играат улога во подобрување на еластичноста на крвниот сад и тоа е тој механизам кој што усвари ги штити жените. Меѓутоа, сега новите студии покажуваат дека за жал после 50 годишна возраст, по менопаузата,
жените, а ситуацијата станува обратна, односно жените имаат двојно зголемен ризик за појава на инфаркт на миокардот во однос на мажите после 50 годишна возраст. Дури и смртните исходи велат дека кај жените Да, се почести така. во споредба со мажите, но тој веќе во периодот на климактериумот, односно Така е. менопаузата. А која е возраста кога обично се јавува овој проблем и дали има вистина дека се помлади луѓе страдаат од акутен инфаркт на миокардот? Да, вообичаено се смета дека кај мажите возраста над 45 години е возраст која што го зголемува ризикот за појава на инфаркт и кај жените над 55 години. Меѓутоа, за жал, со се побрзото темпо на живот, нездравиот стил на живот и зголемениот стрес, се почесто во ангиографските сали среќаваме пациенти помлади од 40 години кои што преживуваат инфаркт на миокардот. Што се случува со крвните садови што го хранат срцето за да се запушат, за во нив да се најде тромб и да дојде до ваква форма на инфаркт? Во основа на појавата на инфаркт на миокардот е атеросклеротската болест на крвните садови. Атеросклерозата на крвните садови порано била сметана дека е некакво дегенеративно заболување и запушувањето на крвните садови се сметало дека настанува само заради старост на крвните садови. Сега новите студии покажуваат дека станува збор за едно хронично инфламаторно заболување. Значи воспалително, да, воспалително заболување кое што настанува како последица на таложење на лошиот холестерол, на ЛДЛ холестеролот во субинтималниот простор на крвниот сад. Таквото таложење предизвикува воспаление и заради воспалението се активираат сите клетки кои што го медираат воспалението. Во овој случај тоа се макрофагите кои што се обидуваат да го неутрализираат лошиот холестерол. Меѓутоа не секогаш успеваат во тоа и заради тоа атеросклеротските плаки растат. Кога ќе дојде руптура на атеросклеротска плака, тогаш веќе доаѓа до адхеренција на тромбоген материјал, активација на коагулационата каскада и формирање на тромб во луменот на крвниот сад. Кога ќе се формира тромб во луменот на крвниот сад, доаѓа до комплетен застој на протокот низ крвниот сад и појава на инфаркт на миокардот. Всушност изумира изумира срцевиот мускул. Така е, што дали во зависност од тоа кој дел од срцевиот мускул е зафатен со овој проблем, зависи прогнозата на лекувањето? Апсолутно. Мислите на лекувањето или исходот? Исходот, сакам да прашам, да. Да, зависи. Секако, кога се инволвирани поголеми крвни садови во инфарктот, кои што снабдуваат поголема миокардна регија, исходите се воглавно по-лоши. Воглавно по-лоши. Исто така, важна улога игра и локализацијата на таа што ние викаме калприт лезија, значи местото каде што е формира тромбот, да објаснам, колку е по-проксимално калприт лезијата, толку инфарктот е поекстензивен, односно толку поголем, помасивен и толку поголема миокардна територија страда при настанувањето на миокардот. Дали секој крвен сад на срцето може да биде зафатен од атеросклероза и оние крвни садови низ кои што поминува крвта, но и малите крвни садови кои што го хранат срцето? Тоа е така, меѓутоа сега ако мислите на инфаркт кој што настанува на малите крвни садови, имаме дури инфаркти кај крвни садови кои што не се релевантни и кои што ангиографски не може да се детектира инфарктот. Значи, кога ќе се направи коронарографија, вие усвари на коронарографијата не гледате калприт лезија, не знаете како настанал инфарктот, меѓутоа со примена на сега со модерна технологија, со магнетна резонанца на срце, може да се детектира дека во некоја мала регија постои зона на инфаркција. И тоа, усвари, покажува дека некој мал крвен сад бил оклудиран. Докторе, да проговориме за симптомите кои што се јавуваат кај пациентите со акутен инфаркт на миокардот. Дали се тие карактеристични? Дали се типични? Типичните симптоми за акутен инфаркт на миокардот се ретростернална градна болка, која што се јавува во форма на притисок, значи болка позади градната коска, која што се шири кон долната вилица, левата рака или двете раце. Меѓутоа, имаме инфаркти со атипична презентација, значи некои инфаркти се проследени со симптоми на гадење, повраќање, препотување. Обично тогаш станува збор за инфаркт на долниот зид
миокардот. Ваква атипична презентација многу често има и кај жените, затоа што жените не секогаш имаат типични симптоми, а во литературата е опишано дека најголемиот број од жените кои што доживуваат инфаркт имаат атипична симптоматологија, се жалат на вртоглавица, болка во вратот, болка во рамењата и грбот, што е не типична така, презентација. Така, не типично, да, ќе помислат можеби дека дека имаат нешто проблем со рбетот така. И веројатно не се вуваат поради тоа на време затоа не и се заради на тоа време. исходите се такви какви што се. А Така. постои ли тивок инфаркт, односно инфаркт кој што воопшто нема да го почувствува пациентот? Да, секако дека постои, значи тоа се вика silent ischemia или silent инфаркт. Тој најчесто е резервиран за диабетичарите, се јава кај диабетичарите, се смета дека механизмот зошто не чувствуваат е заради тоа што диабетот предизвикува нарушување на периферните нерви, на периферната инервација и кај диабетичарите прагот на толеранција на болка е поместен. Така да, ако добро го распрашате пациентот, он може да ви каже за некаков настан кој што бил придружен со градна болка и симптоми, меѓутоа не бил сватен драматично затоа што не била толку силна болката едноставно. И најчесто тие пациенти кога ќе им кажете дека имале инфаркт се чудат дека имале инфаркт. Ако ангиографски или нека ќе детектирате инфаркт, да, доаѓа како случаен налог. Така. Има ли вистина дека кај дел од пациентите се јавуваат некакви симптоми, неколку 48 часа, 72 часа пред самиот инфаркт? Да, во литературата се опишани такви продормални се наречени симптоми, за кои што се смета дека се јавуваат недела до 2 пред настанување на самиот инфаркт. Значи недела до 2 може да се јават. Дури и недела и до 2 може да се јават пред инфарктот. Меѓутоа не секогаш се правилно препознаени, ме сваѓате, затоа што некогаш болката може да се игнорира, да се смета како мускулна болка, ако интензитетот е краток и не се повторува, може да биде занемарена, така да ретко се случува да пациентите ги препознаат продормалните симптоми. Обично доаѓаат кога ќе добијат класична градна болка, ангинозна болка. Доколку се препознаат тие симптоми и се јават навремено на лекар, би можел да се спречи инфарктот во таков случај или не? Па, не секогаш, затоа што продормалните симптоми вообичаено настануваат како последица на, да речам, субоклузија или спазам на крвниот сад. Не секогаш може да детектирате, да речам, електрокардиографски промени, значи на ЕКГ-то промени на ехото и така натаму, се додека не се случи инфарктот. Меѓутоа, затоа постојат неинвазивни диагностички методи, како што е коронарниот стрес тест, кој што овозможува, да речеме, и кај такви пациенти да се на некој начин предизвика болката и да се детектира на ЕКГ запис, и тогаш можеме порано да интервенираме. Само во таков случај, значи со тој стрес тест, да му предложиме кој што го избегнуваат пациентите бидејќи се плашат од него. Па да, затоа што се плашат од наодот. Се плашат, така. Точно ли дека инфарктите на миокардот најчесто се јавуваат во раните утрински часови? Па да, постојат статистички студии кои што покажуваат дека инфарктите се јавуваат најчесто во раните утрински часови. Дори има една поголема студија која што точно го дефинира времето од 6 наутро до 12 напладне како најризичен период за појава на инфаркт на миокардот. Исто така, читајќи, сретнав и една друга студија која што укажува дека има зголемување на инциденцата на инфаркти во периодот на промена на времето, значи од летно во зимско и зимско во летно, и се смета дека стресот кој што настанува заради промена на биоритмот може да биде причинител за да настане инфаркт. Интензивната физичка работа или пак еден огромен емоционален стрес? Да, интензивната физичка работа и зголемениот емоционален стрес предизвикуваат еден специфичен тип на инфаркти. Таков зголемен емоционален стрес може да предизвика еден синдром наречен Такоцубо синдром или синдром на скршено срце, уште го викаме. Он има презентација како инфаркт, меѓутоа проблемот кој што настанува обично е краткотраен, значи негде за недела дена срцето се враќа во нормала, меѓутоа проблемот кој што настанува е
и е поголем е симптомите на срцева слабост. Значи тоа е како дефинитивен инфаркт со последователна, се однесува како дефинитивен инфаркт со последователна срцева слабост. И обично тие пациенти ги хоспитализираме за третман на срцевата слабост и за неколку, значи чим ќе помине емоционалниот стрес, кога пациентот ќе се смири, срцето се враќа во нормала. Значи стресот може сериозно да не разболи. Така е. Треба некако да го менаџираме, Апсолутно. што воопшто не е едноставно, но очигледно дека менаџирањето на стресот влие врз целокупното здравје. Апсолутно. Доколку се јави болка кај пациентите со акутен миокард, инфаркт на миокардот, колку обично време болката трае? Обично типичната болка кај инфаркт на миокардот обично трае околу 20 на минути. Таа е перзистентна и за разлика од сите други болки кои што не се поврзани, кои што не се од кардијално потекло, значи не поминува при промена на положбата на телото, не поминува при земање воздух длабоко и така натаму и е перзистентна. Во такви случаеви препораката е веднаш да се повика брза помош. Бидејќи тоа е најкраткиот начин да стигнете до специјализирана болница каде што се нуди третман на акутен инфаркт на миокардот. Многу често пациентите, за жал, ова не го сваќаат сериозно и лутаат по матични амбуланти, по други установи, од каде што и губат драгоцено време. Значи тоа не смеат никако да го прават? Не смеат да го прават. Треба веднаш да се повика брза помош? Препораката е да се повика брза помош, да. А смеат ли да се напијат некаков лек? Аспирин, Смеат да се има студии дека ако во рана фаза се напие 300 мг аспирин, може да има подобрување на исходот на инфарктот. Меѓутоа мислам дека најважно е брз транспорт до специјализирана установа. Тамо кога ќе веќе бидете во специјализирана установа, почнува триажирањето и третманот, има специјален протокол за третман на инфаркт на миокардот, значи ова земање на аспирин од 300 мг, тоа е лоудинг доза при акутен инфаркт, кој што ние го даваме стандардно во ургентна амбуланта. Што значи брз транспорт? Колку брз транспорт треба? Значи, во препораките на Европското кардиолошко здружение, значи се смета дека транспортот од местото на настанот до специјализираната установа треба да биде најмногу 90 минути. Значи тоа е еден интервал во кој што се смета дека ако се отвори артеријата во рамките на тој интервал, може да се сочува функцијата на срцевиот мускул. Значи минимални да бидат оштетувањата на миокардот, на срцевиот мускул. Се после 90 минути влегува практично инфарктот во субакутна фаза. Така да затоа е многу важно, затоа се вика срцето е мускул, time is muscle, во ситуација на акутен инфаркт. Колку побрзо се отвори артеријата, толку помала е штетата по срцевиот мускул. Значи, ако веќе поминат 2 часи повеќе... Да, тогаш веќе влегува во субакутна фаза инфарктот и дури и да се отвори артеријата после 2 часа, прво станува потешко да се отвори, но меѓутоа и дури да се отвори артеријата после 2 часа, многу поголема територија од миокардот е настрадана и многу се поголеми шансите да пациентот развие срцева слабост после преживењето на инфаркт. Зошто некои стручни лица велат дека првите 15 минути од појавата на градната болка се најкритични? Па се најкритични затоа што тука се дефинира периодот дали ќе го преживее или не инфарктот пациентот, затоа што во првите 15 минути е акутна фаза, она баш најакутна фаза. Да ги поканиме, докторе, гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани, од овој момент можете да поставите ваше прашање, ваша дилема некоја е поврзана со акутниот инфаркт на миокардот, односно срцевиот мускул, односно срцевиот удар при што страда срцевиот мускул. Кога ќе дојде пациент со инфаркт во болница, како утврдувате дали се работи токму за тоа за што се сомневате? Значи, иницијалната диагностика на инфарктот на миокардот се прави на самото место. Затоа велам, најдобро да се повика брза помош, бидејќи екипите на брза помош се опремени со ЕКГ и дефибрилатор, речисите. И иницијалната диагностика се прави на лице место. Значи, екипата на брза помош прави
ЕКГ. ЕКГ-то тоа се гледа. Колегите се обучени да препознаат инфаркт на миокардот на ЕКГ-то и веднаш започнуваат да го спроведуваат протоколот за третман на акутен инфаркт на миокардот. Значи го транспортираат пациентот до првата специјализирана болница, каде што пациентот се прима во ургентна амбуланта. Во ургентна амбуланта се прават дополнителни доиследувања, значи лабораториски анализи. Од лабораториските проби при акутен инфаркт на миокардот најважни се срцевите ензими. Во последно време најчесто се користи високосензитивниот тропонин И. Тоа е еден специфичен протеин кој што во нормални услови се содржи во клетките на срцевиот мускул, меѓутоа кога ќе дојде до повреда на срцевиот мускул, тој се ослободува во циркулацијата и токму затоа на лабораториските анализи се покажуваат зголемени нивоа на тропонин. Значи тоа е веќе сигурен показател дека се работи. Тоа е сигурен показател дека станува збор за инфаркт на миокардот. Втора диагностичка метода која што се работи во ургентната амбуланта е ехокардиографскиот преглед. Ехокардиографскиот преглед или ехо на срце, да речем, се прави има две цели тоа доиспитување. Прво, затоа што со ехо на срце може да се докажат абнормалности во движењето на срцевиот зид кој што е зафатен од миокардот и со тоа да се уште еднаш верифицира диагнозата на инфаркт на миокардот. Второ, што е исто толку важно, е дека кога диагностицирате акутен инфаркт треба да се исклучат две многу важни исто диагнози кои што имаат многу слична презентација. Тоа е акутната дисекција на аортата и белодробната тромбемболија. Со ехо преглед може да се исклучи дисекцијата и може да се исклучи белодробна тромбемболија. Веднаш потоа, чим ќе се исклучат овие две состојби и се потврди диагнозата на акутен инфаркт на миокардот, пациентот итно се префрла во ангиографска сала. Во ангиографската сала се прави коронарографија, тоа е инвазивна диагностичка метода, со која што се снимаат крвните садови и се детектира артеријата која што е актуелно засегната од миокардниот инфаркт и веднаш потоа се преминува пак на примарна перкутана коронарна интервенција со употреба на балон кој што го шири крвниот сад и со поставување на стент на крвниот сад. А има ли состојби што наликуваат на инфаркт на миокардот, а не се тоа? Да, баш како што ви напоменав, за употребата на ехокардиографскиот преглед, значи, прво, постојат многу сериозни состојби кои што имаат слична презентација како акутниот инфаркт, а не се инфаркт. Една е акутната аортна дисекција, тоа е состојба при која што доаѓа до раскинување на внатрешниот слој на аортата, на главниот крвен сад. Кога ќе се дури има ситуации каде што и диференцијалната диагноза е отежната заради тоа што флепот кој што се создава може да ги инволвира коронарните крвни садови и да има и ЕКГ промени и тропонин покачен, а сепак да станува збор за дисекција на аорта. И тоа е многу опасна ситуација ако на таков пациент му направите коронарографија, може да му ја влошите уште толку состојбата со дисекцијата. А има ли некои стомачни тегоби или проблеми со желудникот кои што може да имитираат вакво нешто? Да, има. Обично тука станува збор за гастроезофагалната рефлуксна болест, која што многу често знае да дава симптоми на жарење во градите заради повраток на киселина. Па дури некогаш и ладниме левата рака, дланката, болка имат и во овој дел на телото? Да, имаат многу слична презентација, меѓутоа не се од кардијално потекло, така. Обично колку време трае лекувањето болничко? Значи, после примарната перкутана интервенција, прво морам да напоменам дека два се пристапите во реканализација на артеријата. Она што рековме многу е важно да се направи проценка дали пациентот може да биде транспортиран до ангиографска сала во рок од 90 минути. И тоа го прават колегите од брза помош. Доколку нема достапна ангиографска сала во домет од 90 минути, се започнува медикаментозен третман со фибринолиза. Значи, тоа е обид да се разбие тромбот со лекови. Меѓутоа, во денешни услови во нашава држава постои формирана мрежа на ангиографски сали,
која што овозможува од било кое место во државава за помалку од 60 минути да бидете транспортирани во специализирана болница со ангиографска сала и со обучен стеми тим. Така да фибринолизата не ја ни спомнав, затоа што веќе многу ретко се користи, најчесто се работат примарни перкутани коронарни интервенции. Што значи да се живее со преживеан инфаркт на миокардот? Како изгледа потоа животот? Потребна ли е редовна терапија? Па да, Потребна ли е промена комплетна на животниот стил? Да, секако дека има потреба од терапија. Значи, пациентите кои што имаат преживеано миокарден инфаркт или имаат имплантиран стент, имаат доживотна потреба од аспирин и од хиполипемици, значи лекови кои што го намалуваат холестеролот. Исто така, ако станува збор за акутен коронарен синдром, во тек на 12 месеци се вклучува уште еден лек кој што ја разредува крвта од групата на P2Y12 инхибитори, додатно на аспиринот, меѓутоа тој се прекинува после 12 месеци. Исто така, уште една група на лекови, бета-блокаторите, одат долгорочно. Така да пациентите имаат 3 до 4 лека кои што ќе ги пијат доживотно после стентирањето, односно после преживеаниот миокарден инфаркт. Имаме двајца гледачи кои што чекаат да бидат вклучени во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Сака да се вклучим код лекара да разговарам со нив. Еве, во програма сте, можете да поставите прашање. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Добро. Бидејќи нема да можеме да комуницираме во спротивно, следете го разговорот преку слушалката. Повелете. Добар ден за вас и за доктора. Ви благодарам. Добар ден. Јас сам сакала само нешто да прашам, оперисала сам срце. Пре 10 година, кај Жан Митрев. Имала сам валвуле. Али ни толку проблема. Ништо не можеме да слушнеме. Јас ќе ве замолам да повторите, значи сте имале операција пред 10 години и од тогаш се исклучи гледачката. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Тај ќе има можност повторно да се вклучи, да се јави на телефонот на телевизија Телма, а ние да го слушаме следниот гледач со прашање. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Повелете. Едно прашање. Колку време траат стентовите? Во години? Така, колку време може со еден стент да се живе и дали потоа треба да се направи промена на стентот. Ви благодарам за прашањето. Повелете, доктор. Да, добро. Значи, прво треба да се направи разлика. Постојат два типа на стентови. Значи, едните се bare metal или метални стентови, вторите се drug eluting стентови, значи стентови кои што се обложени со цитостатик. Понова генерација се стентовите кои што се обложени со цитостатик и имаат многу подолг век на траење, во смисол многу подоцна доаѓа до инстент рестеноза кај овие стентови. Меѓутоа, мора да знаат пациентите, и пациентот кој што праша, стентот ќе трае толку долго колку што вие добро ќе го одржувате. Значи, промената на животниот стил, прекин со пушење, ако е пациентот пушач, прекин со ексцесивен внес на алкохол, редовна физичка активност и диета, знаат многу значајно да го продолжат времетраењето на стентот. Значи, клучен промената на животниот стил. Апсолутно. Кај сите пациенти кои што редовно земање на терапија, затоа што многу често имаме ситуации кога пациентите ќе се почувствуваат подобро, да постепено ја тргаат на страна терапијата и прекинуваат да ја земат, што е тотално погрешно. Уште еден гледач ке вклучиме, се надевам успешно. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали су во емисија Телма? Да, ве слушаме, повелете, кој е вашето прашање? Поздрав до емисијата и до докторот. Благодарам. Јас през 3-4 години
На работно место ми се случи да добијам на глад за воздух, немав никакви болки во градите, ниту во грбот или раката, некогаш што кажуваат. Не знаев што се случува, ни на крај памет ми доаѓаше дека станува збор за срце. Значи почнав да се губам едноставно, не знаев што е. Ме однесоа директно во Млин Балкан, веднаш на интернист, тамо констатираа на ЕКГ дека е инфаркт, викнаа брза помош, ме однесоа во државна, коренографија ми направија, немаше запушување, останав неколку дена тамо. Некои лекарства ми даваа, не знам што, ме отпусти од болница со тоа што докторот ми рече немој да мислиш дека си излечена, ова повторно ќе ти се случи и на вистина повторно ми се случи, уште еднаш, два пати, повторно се вратив во државна болница, повторно ми правеа ЕКГ, нема ништо и на крај приватно отидов во Филип II. Тамо констатира перикард, здебелување на перикардот. Перикардитис, да. Пијам алдизен сега и диазепам. Друго ништо. Редовни контроли на 6 месеци право. Не знам што треба понатака. Ова терапија ја примам веќе 3-4 години. Така, што би требало се преземе понатаму? Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, докторе. Да, во случајов најверојатно, како што кажа пациентката, станува збор за перикардитис, за воспаление на надворешната обвивка на срцето, кое што, ако е инфламацијата, да речем, силна, може да, ако е воспалението силно, може да емитира симптоми на инфаркт на миокардот, дури дава и промени на ЕКГ-то кои што личат на инфаркт на миокардот. Терапијата која што ви ја ординирале е сосема адекватна и јас ви препорачувам да продолжите со ординираната терапија и понатаму. Како што споменавте, терапијата треба да се пие долго, можеби доживотно? Во овој случај треба да се направи ревизија, значи пациентката сигурно доаѓа на редовни контроли. Треба да се погледнат наодите, ехокардиографскиот наод, ЕКГ наодот, ако има потреба да се модифицират. Но кај оние кои што имат преживеано инфаркт, најчесто терапијата е доживотна, претпоставувам. Да, дел од терапијата е доживотна. Доктор... Како што кажав, хиполипемиците и аспиринот одат доживотно, бета-блокаторот оди доживотно. Така, сакав да ве прашам за лековите за намалување на мастите во крвта. Понекогаш пациентите што имаат преживеано инфаркт имаат нормално ниво на мастите во крвта, но кардиолозите советуваат и покрај тоа да пијат лекарства, статини за нивно намалување. Сега не им е јасно зошто е тоа така. Тоа е така затоа што обично пациентите кои што имале инфаркт се стентирани. Сега новите студии покажуваат дека кај овие пациенти оптималното ниво на лошиот холестерол во крвта треба да е пониско од референтните вредности, затоа што студиите покажуваат дека со такво ниво на холестеролот има многу помала инциденца на тромбоза на стентот и инстент рестеноза. Исто така студиите покажуваат дека таквите нивоа на холестерол кај овие пациенти кои што се високо ризични за појава на нови лези и така натаму, ги стабилизираат атеросклеротските плаки, имаат антиинфламаторен ефект и дополнително новите студии со интраваскуларен ултразвук покажуваат дека дури може да доведат и до регресија на атеросклеротската плака. И затоа е таа препорака и тоа мора да го знаат гледачите, затоа што дури се случува и матичните лекари, не знаејќи да го намалат хиполипемикот ако видат дека има отстапки во смисол дека е низок ЛДЛ холестеролот. Треба да знаат дека таргет вредностите за холестерол кај високоризични пациенти и стентирани пациенти се под 1,8 и препорачливо до 1,4 милимол на литар. Ова е убаво да се знае. Имаме повторно гледачи на кои што ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Поточно гледачка. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, водителката, до докторот во студиото. Благодарам. Јас сум на 55 годишна возраст. Пред 7 месеци имав миокарден инфаркт, акутен. Така. И во лоша состојба. Бе стентирана во рок од 3-4 часа. Јас сум од Битола, на клиника бев препратена и стентирана. Така.
тоа го преживеав. Сега се осеќам подобро, ама сакам да го прашам докторот, чувствувам градна болка. И понатаму терапија чувствувате. земам тикагрелол, земам карведилол и за градната болка земам триметакор, а исто земам и росвера. А Добро. контролите ги правам во Филип II. Така ви На контролите испаќа дека е се во ред, а јас ја осеќам градната болка точно како во срцето. Па сега ви интересира што би можело да биде, што да се кажете ми- преземе? Има докторот под прашање. Да ве прашам дали е направена контролна коронарографија после стентирањето? Пред еден месец направив контрол на кардиографија во Филип II, испадна дека е во ред, а јас сепак ја чувствувам болката. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето. Што би предложиле во овој случај? Најчесто вакви ситуации се јавуваат кога има оверсайзинг на стентот, значи се ова малце по комплексна тема за разговор. Меѓутоа, некогаш симптоми на болка во градите пациентите чувствуваат пролонгирано и после имплантацијата на стент, кога стентот е поголем од крвниот сад. Меѓутоа, ако е коронарографијата контролна уредна, ќе предложам да продолжи со терапијата која што пие и да биде мирна затоа што симптомите со тек на време ќе се повлечат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добро, се исклучил. Во ред, ние продолжуваме понатаму во однос на промените на животниот стил што ги предложувате ке пациентите. На што тие главно се однесуваат? Прво би спомнал за ризик факторите, значи за појава на атеросклероза и појава на коронарна болест. И понатаму ќе кажам дека тие се поделени во две групи, значи на модифицирачки и немодифицирачки ризик фактори. А немодифицирачките ризик фактори се ризик фактори на кои што не можеме да делуваме. Значи полот, возраста, генетиката не можете да делувате. Меѓутоа, модифицирачките фактори се тие на кои што можеме да делуваме. Во превенцијата, коригирањето, значи, на животниот стил, прекин со пушење, одржување на оптимална килажа, прекин со ексцесивен внес на алкохол, одржување на нормални нивоа на липидите во крвта, контрола на хипертензијата и контрола на диабетот, се, да речам, мерки кои што може да се превземат во превенцијата на појава на коронарната болест. Но постои ли начин комплетно да се превенира овој проблем? Па комплетно да се превенира не постои, меѓутоа тоа е она што може ние да го направиме, значи што можат пациентите да го направат за себе. Бидејќи има дел, како што споменавте, од факторите на кои што не може да се влие. А оние пациенти кои што веќе имале преживеано инфаркт, дали тие смеат да вежбаат, смеат ли да бидат изложени на зголемена физичка активност, бидејќи кај нив се препорачува да бидат физички активни? Да, треба ли тоа дозирано да се прави? Како? Да, се препорачува умерена физичка активност кај овие пациенти. Исто е многу важно дали после инфарктот пациентот развил срцева слабост. Значи, дали постои слабост на пумпната снага на левата комора. Пациентите кои што имаат развиена срцева слабост треба стрикно да се воздржуваат од ексцесивна физичка активност. Значи, кај нив препорачуваме само лесно пешачење на рамно и ништо повеќе. Пациентите со акутен инфаркт на миокардот имаат ли зголемен ризик за втор удар или за трет? Теоретски да, затоа што особено ако во позадина на појавата на инфарктот е атеросклероза, таа е хронично инфламаторно заболување кое што може да прогредира. Друг проблем може да прогредира и со тоа може да настанат нови вулнерабилни плаки кои што може да руптурираат и да настане нов инфаркт. Исто така друг проблем е проводноста на стентот, одржување на проводноста на стентот кај овие пациенти. Може на стентот повторно да се наталожат плаки? Да, може да се случи повторно да се запуши стентот, односно да настане инстент рестеноза.
Така да и се случува тоа. Не е спорно. Затоа за гледачот кој што се јави, му препорачав дека многу зависи од него колку долго ќе трае стент. Уште еден гледач ќе вклучиме во едно последен во денешната Тилма амбуланта, бидејќи само имаме 1 минута до крајот на емисијата. Јас ќе го замолам што поконцизен да биде со неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да го питам докторо и поздрав прво до вас. Благодарам. Зошто пациентите со срцеви болести на корона, кога беа ги праќаа во интензивна нега, и таму и дава исто како момичката Јана, на тај начин и дава инфузии и огромна бројка на пациенти починаа. Така, ви благодарам за вклучувањето. Претпоставам дека во време на корона оние кои што беа тешко болни мора да завршат. За коронографија? Така, добро. Дека прашува. Така, но имаме само уште многу малку време, ако можете накратко само. Ако е после стентирање, е нормално да пациентот се испрати на мониторинг во интензивна нега или во коронарна единица, како сакате кажете, затоа што после стентирањето треба пациентот да биде под мониторинг, а остатокот од прашањето не можам да го коментирам за инфузиите. Така, но понекогаш потребно да се даде инфузија кај пациент после коронарографија, така за да се лекови инфузија треба да се. Преку инфузија, така. Ви благодарам многу за денешното гостување во Тилма амбуланта. Обработивме тема која што засега многу луѓе, бидејќи инфарктот за жал е многу честа појава. Особено е тежок, како што објаснивте на почетокот на емисијата, инфарктот на миокардот, бидејќи лекувањето, односно исходот, не секогаш е позитивен. Така. Тоа беше се до денешната емисија. Јас, докторе, се надевам дека ќе дојдете повторно во студиото на Тилма, а и гледачите дека редовно ќе ја следат Тилма амбуланта. Ова беше се во изданието реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте. Имајте пријатен ден.